Добар ден на сите. Седница на Комисија за финанси и буџет на Совет на Општина Битола за 23.2.2022 година. Констатирам дека Комисијата има потребно мнозинство. Затоа го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за измена и дополнување на ценовникот за услугите на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за потребите на Општина Битола. Точка број 2. Одлука за книговодствен отпис на компјутерска опрема. Точка број 3. Одлука за примање на донација за изработка на проектна документација за припремни работи за изградба на девијации заради изградба на мост на улица Довлеџик во Битола и ревизија за истата. Точка број 4. Одлука за примање донација 16 лаптопи од организација НАЛАС, мрежа на национални асоциации на локални власти на Југоисточна Европа. Точка број 5. Решение за давање согласност за распределба на средства во средните училишта во Општина Битола за 2022 година. Точка број 6. Решение за дополнување на решението број 09/03/11 од 10.1.2022 година, донесено од Советот на Општина Битола за разрешување именување членови во Комисијата за проценки на штети од елементарни непогоди. Точка број 7. Одлука за примање донација, надзор над санација на радиаторско грејење и котлара во спортска сала Боро Чурлевски Битола, даден од страна на ДТПУ 24 Инк Доел Битола, улица Борка Талев, модерното број 24 Битола. На дневен ред ги имаме 7 точки и имаме точка број 8 разно разгледување на барања за финансиска помош. Точката со број 7 ја немате во дневниот ред кој што го добивте како дневен ред за седница и ќе биде дополнителна точка, меѓутоа истата ќе ја разгледаме денес на комисија. Започнуваме со точка број 1, одлука за измена и дополнување на ценовникот за услугите на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за потребите на Општина Битола. Мислам дека имаме представник, директорката е присутна. Дали ќе може да добиеме кратко објаснување? Ке може. Повелете. Еве вака малце да се тргнам, да не сме толку близко. Добар ден, почитувани. Сакам да ве запознам во врска со оваа точка, дека измената и дополнување на ценовникот на ЈП за потребите за Општина Битола, ова се трети измени и дополнувања. Уште од почетокот, кога почнавме да работиме, воопшто немаше никаков ни тарифник, ни ценовник, нити пак со нешто да се поврзиме на ниво на Македонија. Денес, за среќа, веќе е донесен тарифникот согласно Законот за урбанистичко планирање за изработка за вредноста на работите од урбанистичкото планирање. Значи, согласно член 81 од Законот за урбанистичко планирање, службен весник на РСМ број 32/20 од 10 февруари 2020, правните лица кои поседуваат лиценца за урбанистичко планирање согласно овој закон наплаќаат надоместок согласно тарифник кој го донесува Министерството што раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа за уредување на просторот. Ова е направено на предлог на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, а претходно е за истото прибавена согласност од Владата на Република Македонија за изработка на урбанистички планови за плановите согласно член 10 од Законот за урбанистичко планирање, како и за урбанистичките проекти согласно член 58 од Законот за урбанистичко планирање. Тарифникот е донесен и објавен во службен весник број 140/2021 од 24 јуни 2021. Во прилог на нашиот ценовник, новиот, третите измени и дополнувања, овој е тарифник вклучен и согласно истиот ќе се пресметува вредноста на работите од урбанистичко планирање. Во него се наведени методолошкиот пристап, како се утврдуваат за цените, вредноста на плановите, описот на работите при изработка за истите и така натаму. Исто така, во него е дадена и пресметка во висина од надоместок за изработка на конкретни планови, генерален урбанистички план, детални планови, урбанистички планови за села, урбанистички планови во населени места и други плански документации, каде
Овие цени се наведени со фактори согласно урбаниот развој, нивото на градот во согласно урбаниот развој, согласно просторниот план на РМ, површина на плански опфати, какво ниво има градскиот центар и така натака. Има други фактори на сложеност, да не ви го објаснувам накратко, тој е приложен како прилог и ви е испратен во документите. Тоа е во делот 1. Во делот 2 дадени се цени за вредноста на работите од урбанистичко за вредност на работите за изработка на проектна документација од страна на високоградбата, елаборати, друга проектна документација за уредување на земјиштето за општа употреба, согласно новиот закон се додадени овие неколку точки, и проектна документација од нискоградба за линиска инфраструктурна градба, проектна документација од сообраќајното инженерство, за поставување на урбана опрема и други програми согласно законот за градење, според кои треба да ги изработуваме нашите проекти, планови и така натаму. Ете, накратко, тоа би било. Благодариме, Маја. Дали некој има прашање? Доколку немаме прашање, преминуваме на следна точка. Ти благодариме, Маја. Фала многу. Дали може да одам? Да, слободно. Имаме состанок. Нема благодарам. проблем. Председателке, пријатно. Пријатно. Точка број 2, одлука за книговодствен отпис на компјутерска опрема. Имаме представник од општина, може да ни објасни. Добар ден на сите присутни од комисијата. Значи, со оваа одлука се предлага да се изврши книговодствен отпис на 31 компјутер, односно лаптопи, што почнуваат со инвентарен број од 5268 до 5298. Во прилог на оваа предлог одлука ја имате пописната листа. Тоа се лаптопите на советниците на одминатиот состав. Да ви кажам дека во пракса, обично на секои 4 години, со доаѓање на нов состав на советници, старите лаптопи на стариот состав им ги отпишуваме со поклонување без надомест. Исто и ова година. Дали некој има прашања? Доколку немате прашања, ви благодариме. Мислам дека ако немате други точки сте слободни. Преминуваме на точка број 3. Фала. Одлука за примање на донација и за изработка на проектна документација за припремни работи за изградба на девијации заради изградба на мост на улица Довлеџик во Битола и ревизија на истата. Имаме представник Венцо Павели. Благодарам. Добар ден на сите. Значи, повеќето можеби од вас се информирани дека веќе имаме склучено договор со изведувач за реконструкција на мостот на река Драгор во Довлеџик. Значи, при изготвувањето на припремните работи, значи изведувачот веќе се подготвува да започни. И ова е дел од тие припремни работи, односно се работи за една девијација која мора да биде извршена, за да можеме непречено да вршиме реконструкцијата на мостот. Се работи за изработка на проектна документација и ревизија по која што ние ќе треба да распишеме тендер, бидејќи надворе од овој тендер веќе е договорот што е склучено, ќе распишеме тендер за изведувач на тие градежни работи, за да може да имаме одвивање на непречен сообраќај во делот на Довлеџик кога ќе го срушиме мостот. Значи, очекуваме да брзо тоа да почне со работа и брзо и да се заврши со оглед на тоа дека е таква локацијата и затоа пред да почне градежната сезона се припремаме за да можеме успешно и брзо да завршиме ова реконструкција. Значи се појави фирма која сака да донира изработка на проектна документација и добро е да прифатиме нормално. Благодарам. Дали некој има прашање? Доколку немате прашања, ви благодариме, слободни сте. Преминуваме на точка број 4, одлука за примање донација 16 лаптопи од организацијата НАЛАС, мрежа на националните асоциации на локалните власти на Југоисточна Европа. Представник ни е Вики Налевска. Повели, Вики. Добар ден на сите. Значи, во минатата година се спроведуваше еден проект во општина Битола во соработка со ЗЕЛС и НАЛАС, кој што беше во насока на оделот на социјалната сфера, значи социјалното мапирање на општина Битола.
бевме вклучени 4 општини, Битола, Ресен, Велес и Штип. После успешната реализација на проектот, донаторот беше расположен да донира одреден број на лаптопи за социјално загрозени семејства. Првично требаше 7, меѓутоа последната информација ни дека ќе ни дадат 16 лаптопи. Овие лаптопи се наменети за ученици од социјално загрозени семејства. Бидејќи во нашиот град имаме вкупно 18 училишта, основни и средни, одлучивме нашето деление заедно со секретарот тоа да го направиме, да изоставиме 2 школи, тоа се Ѓорги Сугарев и Долната гимназија, бидејќи во изминатиот период минатата година добија доста донаци. Така да секој од овие училишта останатите ќе добијат по еден лаптоп кој што ќе биде наменет за оној кој што најмногу им е потребен ученик. Па така да во наредниот период кој ќе има нови донации ќе продолжиме со давање на останатите. Ти благодариме. Прашања? Доколку немате прашања, благодариме Вики, слободна си. Точка број 5. Решение за давање согласност за распределба на средства по средните училишта во општина Битола за 2022 година. Имаме представник, Павели Снежана. Благодарам, председателке. И како и минатите години, и ова учебна година во средните училишта има правилник за распределба на средствата од вонредните ученици. Училиштата поднесуваат барање согласно Законот за средно образование за Советот на општина Битола да донесе решение за да можат од правилникот кој што е донесет од министерот да направат измени во процентуалната распределба на средствата. Од вонредните ученици што средните училишта ги имаат исто така доформување на средно образование, имат неформално образование, преписи на дипломи и така натаму. Се работи за наставниците кои што дополнително се ангажираат надвор од наставната програма што ја имаат во училиштето, дополнително се ангажираат за водење на вонредни ученици и бараат тој процент од 20% да се зголеми на 40%. Поделени се процентите во правилникот и на тој начин бараме ова решение Советот на општина Битола да го одобри, за да можат правилно и понатаму да бидат распределени средствата во средните училишта од делот на вонредните ученици. Ти благодариме. Дали имаме прашања? Доколку немаме прашања, преминуваме на следна точка. Ви благодариме за објаснувањето. Следна точка, број 6. Решение за дополнување на решението број 09/03/11 од 10.1.2022 година, донесено од Советот на општина Битола за разрешување и именување на членови во Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди. Маријана Повели. Добар ден на сите. Во врска со земјотресот и формирањето на првата комисија која што беше формирана изминатиот период, со доставата на обемниот број на предмети, станува збор за во моментов, мислам, вкупно 2710 предмети. Една бројка кажа градоначалникот, меѓутоа имаше предмети кои што стигнаа после со пошта и ги внесовме и тие кои што стигнуваа преку пошта, вкупно имаме 2710 предмети за надоместок на штета од земјотресот. Се јави потреба дека комисијата ќе мора да се прошири, да формираме подкомисии кои што ќе излегуваат на терен и ќе вршат увид, ќе прават категоризација и понатаму проценка на штетата. Затоа Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди ја дополнуваме со членови кои што ќе бидат од општинската администрација, сите инженери, архитекти, односно градежници. Тони Стојчевски, Владимир Јовевски, Филип Салевски, Љубица Мигуловска, Христијан Атанасовски, Димитар Михајловски, Снежана Димовска, Славчо Димовски, Мирјана Николова, Љубо Атанасовски, Златко Талевски, Гордана Талевска, Олгица Грујова, Славица Пеовска и Ице Димитровски. Комисијата за проценки на штети и други непогоди ќе има обврска да изврши проценка на штета за утврдување на висината на надоместокот, она што стоеше во претходното решение.
На крајот ќе треба да се изврши, да се изработи елаборат за проценка на штети на подрачјето на општина Битола, да се достави до Советот на усвојување, а потоа тој извештај треба да биде доставен до Комисијата за проценка на штети формирана од Влада на Република на Македонија. Исто така во ова решение предвиден е надоместок од 360 денари по предмет кој ќе биде исплатен на членовите на комисијата кои што ќе бидат вклучени во обработка на предметот. Че овие 360 денари треба да се поделат на членовите во комисијата. Со тоа решение влегува со денот на донесување. Јас морам да ви информирам тука дека првата комисија која што ја формиравте почна да излегува на терен. Има објекти за кои што има незначителни штети, оштетувања некакви. Меѓутоа има и објекти кои што има штети. Во минатиот месец беа дојдени представници од ИЗИС, одржаа обука, но таа обука беше само во рамките на одредување на категорија на оштетување на објектот, значи онај градежниот дел. Новата методологија предвидува поопширен опфат и разработка на предметот, можда повеќе статистика, меѓутоа тоа го бара методологијата, има премногу шаблони, податоци за пишување, за внесување и се сочивме со проблем и ние и општина Могила и општина Новаци се сочивме со проблем во поглед на пополнување на тие шаблони и пресметка на доместокот кој што треба да го направиме. Имам испратено допис до Влада, се обративме, разговаравме со председателот за комисија на штети, да го разгледат нашето барање или да ни одржат обука во делот на доместокот кој што треба да се пресметува, на кој начин ќе би го пресметувале, и пополнувањето на тие шаблони, бидејќи имаме нејасноти. Ние ги разгледувавме сите шаблони еден по еден и наидовме на проблеми, не само ние, и колегите во Новаци и во Могила. Доколку треба да биде онака направено како што предвидува методологијата. Ќе кажам, методологијата е нова, донесена е во август месец минатата година. Одговор се уште немаме, меѓутоа она што не советува представниците од ИЗИС, професорите, ни рекоа што поскоро да ги формираме комисиите, луѓето да излезат на терен, ни дадоа начелно насоки што податоци да собираме од терен, кои што понатаму после ќе треба да ги обработуваат во канцеларија. Првично е договорено, овие луѓе бидејќи сите имаат опис и попис на работни задачи и обврски, до 12 сатот максимално да ги сработат работите во општина Битола, а после 12 сатот ќе треба да излегуваат на терен и планираме, меѓутоа не можеме да кажеме, планираме во рок од кога ќе почнат, во рок од 4 месеци да ги поминиме, објектите понатаму, ќе следи пресметки на проценките што ќе се прават, бидејќи законската обврска по методологија е 1 година од случување на настанатата штета да биде изготвен елаборат најкасно до 1 година. Се надеваме дека ќе ја завршиме работата, меѓутоа треба да почнеме. Јас толку можам да кажам во поглед на оваа точка. Ти благодариме, Маријана. Прашања? Повели колега Корлевски. Вака се. 4 месеци викате дека ќе ви требат за од кој ќе почнат. Значи ќе почнат со одлуката или од која ќе се донеси некоја си методологија или напатствие од министерството, и второ 1 година. Ако одлуката важи 1 година. Еве сега пример, да речеме, соседот кај мене му е паднат кровот. Ако во јануар месец му дајте штета, се обештети, кровот му падна, а од џаците двата го штетија кровот. Значи во јануар месец никој нема да може да прво како ќе ја помине следната зима. Треба да се известат граѓаните дека треба да си го санираат тоа, бидејќи ќе се уништи, ќе биде опасност прво за живење, второ ќе му се уништат сите соби. И така дош до целот пролета ќе се уништат, меѓутоа да знае. И втора работа е, ако во јануар ја добие финансиската помош или тие работи, значи ни еден мајстор не може, треба да чека тек наредната пролет или лето, збораме 2023 година. Дали, бидејќи споменавте категоризација, поголеми, помали штети, значи оние на кои што се од витално значење, збораме кров, не знам,
стабилност на зграда, статика, дали можат тие да бидат приоритет или можеме да ги поставиме во таа методологија како приоритет во однос на оние кај што има пукнатини, да речеме, кај што се работи во внатрешен простор, каде што може да се работи во секој временски период, затоа што отварање на чатија значи добри временски услови, а работење во внатрешен простор се знае што подразбира. Ме интересира во тие две работи. Значи, прво, јас само кажав, рокот, крајниот рок на изготвување на елаборатот е 1 година. 2700 предмети не можеме да ги отвориме и да видиме во кој предмет, кај кој имаме оштетување на кров, кај кој има мали или големи. Значи, во моментот правиме класификација реонска, за да не шетат луѓето лево-десно па да се враќат назад. Значи, проблемот е сериозен и обемен. Мислам, ние не ме сваќајте буквално, меѓутоа во Загреб се уште разговараат за земјотресот и санираат штети, значи не беше нашиот како во Загреб, меѓутоа не е едноставна работата, затоа велиме дека максимално што може да се случи, да ги направиме проценките, да сликаме, а после тоа ќе ги правиме проценките, а луѓето нека завршат работа, па после толку колку што ќе се одлучи да се надоместат на трансакционите сметки, ќе им бидат префрлени средства. Битно е во овие 4 месеци, во првите 4 месеци, комисиите да успеат да ги посетат сите домови. Затоа реков, најбитно е комисиите да излезат на терен, да направат слика и да одредат која категорија е оштетувањето. Од она што начелно од искуство луѓето од ИЗИС кажаат дека немаме повисока категорија од втора, евентуално некаде да има трета категорија, меѓутоа за секоја за било каков објект, за секое поднесено барање, за да знаеме дали е голема или мала, мора да се влези внатре и мора да се поделат предметите. Ние максимално ќе се трудиме во рок од 4 месеци да го посетиме секој едно домаќинство кој што има пријавено штета, а после тие 4 месеци тие можат слободно да санираат, а после да добијат колку што ќе добијат, колку што ќе се одлучи обештетување. Зборував за извештајот кој што ќе го испраќаме понатаму до влада, дека тој е рокот од 1 година. Имам га ви морам, значи зборам, еве сега, значи точно тоа што сакав да го наметнам. Зборувате реонски, значи многу барања се, 2700, разбирам сите тие работи. И сега бидејќи, еве, значи типично зборам, кровна конструкција. Почнува да се санира и вие ќе стигнете во септември месец да ги прегледате. Таа кровна конструкција ќе биде нова. Едноставно што ќе ви останате само сликите, ништо друго. Законот е тој, ние не можеме спротивно од законот. Значи никој од нас не може да се дрзни да направи извештај на нешто што не може да го види. Затоа законот предвидел... Значи, е спротивно од она граѓаните да почнат да ги санираат. Ако почнат да го санираат, значи мора, ако се струшил кровот и градина, значи цела конструкција, статички е таа нестабилна веќе. Немаме такви случаи. И имате таков случај, јас ви го кажам со Добро, број. кажете го бројот на предметот, да го видиме, да го отвориме. Па ако станува збор за таков еклатантен пример, да видиме, да го разгледаме ако станува збор за кровот. Меѓутоа, досега, од сите кои што имаат пријавено, искрено ви кажам, не се има јавено некој дека станува збор за некој еклатантен пример, дека кровот паднал или оджакот или не знам, за да интервенираме. Досега барем никој не се има јавено за да биде вратен. Ако има таков предмет, кажете, ќе го отвориме. Комисијава што денес и денес ќе излези на терен, кажете нека појди да види ако има таков случај. Важи ќе ви кажем. Павел Златко. Јас само сакам накратко да резимираме. Значи, покрај прво основаната комисија која што на Совет ја формиравме, сега дополнуваме комисијата со едно прилика, ако добро ве следев 14-15 членови, од редовите на вработените во општината, соодветно стругата. Значи, насоките што вие ги давате дека комисијата ќе излези на терен во следните 4 месеци, така и секое место, секоја пријава што е поднесена ќе биде посетена. Така. Бидејќи и луѓето прашуваат, нели треба да им дадеме ние информација, што значи дека тие во тој период, 4 месеци, најдобро е да не санират и да остане состојбата онаква
каква што е. После тоа може слободно да се Да се санира, санира. па согласно решенијата кои што Што ги ги добијат добијат, и да. решението за обештета ќе си бидат тие рефундирани средства. Во ред, ви благодарам. И уште едно прашање од мене, колку што јас разбрав, истите ќе работат и надвор од работното време. Да, да, Значи да. ќе бидат ангажирани после работно време да со цел побрзо да се заврши цела постапка. Значи, планираме некаде по на двајца ќе излегуваат на терен. После тоа треба да се вратат назад, да ги обработуваат податоците и планирам двајца, ама треба да се подпиши цела комисија која што ќе Точно. биде формирана и тие ќе работат сигурно и сабота и недела, значи зато има надоместок, зато се побара да има надоместок, да биде платена комисијата. Во секој случај, мислам, предлогот е да биде од редот на вработените, бидејќи сметаме дека имат поголемо искуство и побрзо ќе ја завршиме работата, отколку да пуштаме јавен оглас, да бираме луѓе, да влегуваат и не знаеме што ќе ни донесат како податок назад за обработка. Ова, јас сега го кажувам генерално како ја имаме направено рамката, како да се движиме, се трудиме максимално, значи да забрзаме. Од тие причини комисијата веќе работи на предмети, веќе излегува на терен и работи сама. Ги чекаме што поскоро овие луѓе да добијат званично документ за да можеме да ги поделиме предметите. Ти благодариме, Маријана. Доколку немаме други прашања, може да поминеме на другата точка. Точка број 7. Одлука за примање на донација, надзор над санација на радијаторско грејење и котлара во спортска сала Боро Чурлевски Битола, даден од страна на ДТПУ 24 Инк Доел Битола. Улица Борка Талев Модерното, број 24 Битола. Повели Маријана, мислам дека и за оваа точка ќе добиеме известување. Значи, станува збор за одлука за примање на донација за надзор за санација на радијаторското грејење и котларата во спортската сала Боро Чурлевски. Имено имаме договор склучено минатата година, склучивме договор за надзор за санација на радијаторското грејење и котларата во спортската сала Боро Чурлевски. Меѓутоа, надзор над работите за ова немаме, надзорот е во процедура и во постапка за јавна набавка согласно рамковен договор. Значи, ќе имаме надзори за рок од негде 15 дена, меѓутоа, заради реализацијата на проектот Бенефит во спортската сала, котелот на пелети треба да се проба, врзани сме со рокови, таму треба веќе да почне ова изведувач да работи. Со цел мора да имаме надзор, се најде фирма која што ќе го донира надзорот, тоа е фирмата 24 Инк. Од тие причини заради временски теснеци рок, а сакајќи што поскоро да се излези, да се почни, да се стави котелот во функција за проектот Бенефит, се носи одлука за ваква донација. Ова сме го правеле и во изминатиот период. Дали имаме прашања? Доколку немаме прашања, Маријана, ти благодарам. Дали може да ги гласаме точките? Почнуваме со точка број 1, одлука за измена и дополнување на ценовникот за услугите на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за потребите на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 2, одлука за книговодствен отпис на компјутерска опрема. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 3, одлука за примање донација за изработка на проектна документација за припремни работи за изградба на девијација заради изградба на мост на улица Довледжик во Битола и ревизија на истата. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 4, одлука за примање донација 16 лаптопи од организацијата Налас, мрежа на националните асоциации на локалните власти на Југоисточна Европа. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 5, решение за давање согласност за распределба на средства во средните училишта во општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за.
Точка број 6. Решение за дополнување на решението број 09-03/11 од 10.1.2022 година, донесено од Советот на општина Битола за разрешување и именување на членови во Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани, 2. Точка број 7. Одлука за примање на донација, надзор над санација на радиаторско грејење и котлара во спортска сала Боро Чурлевски Битола, даден од страна на ДТПУ 24 Инк до Ел Битола, улица Борка Талева Модерното, број 24 Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Преминуваме на точка број 8, разгледување на барања за финансиска помош. Комисијата ќе се повлечи и ќе ги разгледа барањата, а оние граѓани кои ќе добијат ќе бидат известени накнадно. Ви благодарам.